Верувам дека си го направивте вашиот омилен пиелок за да може да не конзумирате со сите разговори кои ги правиме во овој дел од денот, а и како останавме должни со одговорите за Скопје 2014. Господине Тројановски. Да. Значи, благодарам на Сашка што вака ми даде повод ако кажам и ова. Значи, јас сум и како град Скопје, институција која што има дел од Скопје 2014 пред се за фасадите и за плоштадите. Значи, неколку плоштади беа направени, вклучително и на главниот плоштад на Жена парк, главниот плоштад. Не, и плоштадот на Богородица, значи тоа беа трите плоштади кои што беа дел од тој проект, да речам. И јас сум задоволен кој што го подобрија просторот, туристи и сето тоа што биде. Околу фасадите се дигна голема фама. Меѓутоа би сакал едно да кажам. Дел се распаѓаат и не се безбедни за граѓаните, особено на улица Македонија. Едно е квалитетот на друго сакав јас, главната поента на фасадите. Едно е квалитетот на изработка на одредена фирма, значи има многу компании, некоја поквалитетно, некоја понеквалитетно. Има надзори кои што треба да го пратат и сето тоа. Меѓутоа другата ми беше поентата. Доаѓа кај мене заменик градоначалникот на Љубљана, кој што е професор на граđевен факултет, а воедно е советник, а советникот има и као заменик градоначалник, така и сега, мислам дека и кај нас лично. И јас бев кога бев кај Јанковиќ се запознавме добро и дојде во Скопје. Кога дојде професорот и советникот за урбанизам на Јанковиќ, заменикот по урбанизам, дојдоа едно 10 новинари со 10 камери. И сега тој ме вика, добро Тројановски, што направивте со Скопје? Па види каков град го направите, зашто така сменивте сето тоа што беше. Јас сега му вадам од музеот на град Скопје. Професоре, како беше Скопје пред 63-та, пред земјотресот, како е после земјотресот, како е сега. Споредете, ќе ве молам. Воедно едно прашање до вас. Љубљана имаше земјотрес 1926-7, не ме фаќате за зборот. Дали вие секоја цигла ја вративте кај што била? Да. Повелете после 63-та дали како беше улица Македонија, како е после 63-та дали е вратена една цигла кај што треба. Единствено хотел Бристол остана, бидејќи не беше го преживеа земјотресот. Тројановски, па вие значи сте го исправиле дисконтинуитетот во архитектурата на градот Скопје. Да. Добро, сега ова е многу... Сега се извинувам, Слешка, се извинувам, не ви опаѓа во збор, ќе молам. Со ова се, значи, научни, да речем, размислување на професорот. И доаѓаат новинарите и се му викаат, професоре, што ќе кажете за Скопје, циркус град, кокин град и не знам какви... Многу епитети добија, за жал. Многу епитети добија. И нормално, кога ќе правите нешто ново, а луѓето не очекуваат дека толку ново ќе направите нешто, и нормално да го критикуваат. Тоа е сосем природно. И, вели, што ќе кажете? Вика, јас му честитам на Тројановски што го исправи дисконтинуитетот во архитектурата на градот Скопје. Ама, професоре, вие кажавте друго во некоја друга институција, нормално не бил прво во градот Скопје, бил на некоја друго место. Не, меѓутоа, вие не ми ја кажете генезата, не ми ја кажете од причината по која што е. Тројановски ми ја објасни и јас со тоа сложувам. Сега, значи, гледате колку е... сега, погледате го на видео, ова е нашиот Нотр Дам. Така е. Значи, црквата Свети... Гледаме во другата студија, да. Дозволете, само поентата ми ја губите. Нотр Дам, зошто беше мојата? Голем ангажман сум дал тука. Нотр Дам може да го допрете со рака вака. Нашата црква беше оградена, па имаше огради понатре, не знам што. Сакав граѓаните да ја допрат, да биде достапна за нив. И многу преговори со МПЦ, многу дислокации на 300 чудеса, да можеме да ја направиме како што да таа да биде на вистина, луѓето поминуваат покрај неја да чувствуваат стварно како некој свет храм кој што може секој да биде достапен, независно од религијата. И затоа се тие огромен број на туристи кои што доаѓаат во градот Скопје. Ние не успеавме тоа да го продадеме. Не успеавме да го продадеме заради тоа што самите ние од внатре го испокритикувавме толку да луѓето викаат кој ќе оди од тој кокин град, од тој циркус град сега. А можевме, верувате, дека беше... И од тоа може да многу пари беа фрлени, многу пари. Меѓутоа тие пари можеа
да ни дадат и да градот Скопје да го популаризираме, а воедно и да дојдат многу туристи. Ако ќе дојдат туристи, вие знаете што значи за развој за еден град. Така, дека имаме туристи денеска имаме, но кога сме ке советници, даме за јавноста што не знае, вие сте советник на премиерот Христијан Мицкоски за животна средина во владата и поранешен претседател на Комисијата за животна средина. Кој е советот што му го давате на премиерот, а кој е за добробит на граѓаните? Јас ќе бидам прво среќен и ќе кажам дека темата за животната средина во Македонија, во Скопје е дигната на високо ниво. Ако пред 10 години таа тема не беше толку популарна, сега е популарна и за неа зборуваат и младите, истражуваат новинарите, зборуваат научниците, зборуваат луѓето по дома, значи темата е на високо ниво и сега може да пласираме и добри решенија кои што ќе се реализираат. Вообичаено ќе кажеме дека и во градот Скопје, кој во некои елементи во животната средина е на лошо место, во некои елементи е подобар од другите градови. Пред 15 години градот не ни мерал кој е квалитетот на воздухот. Во едно време се поставуваат уредите и сме град кој што мери каков е квалитетот на воздухот. Следната фаза би било да создадеме мерки и да управуваме со квалитетот на воздухот. Во таа насока сум исклучително среќен дека во изминатава година во владата се создаде една, да не речам холистичка, сеопфатна програма за управување со квалитетот на воздухот, која што има планска програма за 3+3+3 години, со која што се очекува дека ќе почнеме да управуваме со квалитетот на воздухот. И јас кога работам на позицијата на советник на премиерот, генерално мислев дека ќе се бавам со овие теми со кои што се бавам цел живот, истражување, наука, техника, технички решенија како да се подобри воздухот, но во суштина оваа програма беше да ги користам тие искуства кога зборувам со широки групи на луѓе. Па во оваа програма за квалитетот на воздухот беше направена на начин што се зборуваше со повеќе министерства, се зборуваше со општините, се зборуваше со младите, се зборуваше со невладините организации, кога се создаде нешто во кое што сите ќе сакаат да се вклучат. Програмата е од 22 подпрограми кои што се бават со различни аспекти на квалитетот на воздухот и во секоја подпрограма има сет на проекти кои што треба да се реализираат во првите 6 години, потоа да се направи финотюнирање, би рекле подесување на програмата за да може тие да вистински да функционираат. И во првата година за чудо и голем дел од овие проекти се започнати. Почнувајќи од проектите за оно што беше исклучително значаен, Македонски шуми во првата година да испилотира квалитетно сува дрво за граѓаните кои што користат огревно дрво, наместо да им продава продукт свежо сечен влажно дрво, да почне да испилотира, па од 27 да произведува сертифициран производ сува дрво кој што ќе може да го користат граѓаните. Во вториот дел во програмата на субвенционирање на печки за доматинствата да се работи на субвенционирање на целисходни, значи да се извади ќумбето од дома и да им се даде топлинска пумпа. Во таква програма сме влезени и веќе постојат 3 финансиски механизми кои што го поддржуваат тоа. Со 30% учество, со 20% учество и владата во нив дала свој придонес, така што луѓето не само што помалку ќе загадуваат во околината, туку ќе имаат и поквалитетен воздух внатре во доматинството, каде што претходно имале ќумбе кои што им дава јаглерод моноксид, кој што е отровен, чадни честички и слично. Иста таква програма е направена со план како да се управува со сообраќајот и се надеваме дека во следнава година ќе почнеме да зборуваме и за зелен сообраќај во градовите. Започната е акцијата, односно се работи на законот за Централна инспекција за животна средина, така што можеби ќе се централизира инспекцијата за животна средина, но ќе ги зголеми своите капацитети, ќе може да постапува инспекторот од Скопје во Кочани, тој од Кочани во Штип, тој од Штип да отиде во Тетово, малку да се создаде да нема пристрасност. Да нема пристрасност и да имаат поголеми овластувања кога ќе постапуваат во елементите со животната средина. Претходно се утврди дека сега немаат или доволно желба или немаат доволно материјал за работење или немаат доволно добра опрема. Сега да создадеме една силна инспекција која што кога ќе се создаде повторно ќе им се даде на општините назад за да можат да управуваат со своите елементи. Се создаде програма за управување со шумите. Аплициравме на пожар на проект кој што ќе ги регулира овие палење на земјоделските посеви на стрништата околу Скопје и мислам дека таму сме на добар пат да добиеме странска донација во вредност од 60 милиони евра за да се укрупнат парцелите на земјоделците, да им се помогне со противградни заштити, да им се помогне со иригациони системи. Мислам дека со тој проект ќе видиме најбрзиот проект кој што се одобрил во Светскиот климатски фонд. Одличен тим се создаде околу проектот, добро аплицира и се надевам дека тој ќе може да се спроведе преку Министерството за земјоделие директно да се помагаат овие земјоделци. Многу проекти, многу надеж. Исклучително обемна е програмата и не сум јас тој што ја води, ја водат различни луѓе во различни сектори, но редовно се координираме така што најмногу совети даваме во тоа. И вториот аспект кој што сакам да го истакнам е дека во проблемите со животната средина, со управувањето со отпад, со сите проблеми кои што не тиштат поврзани со животната средина. Го паметиме сите Трубарево. Да,
најважниот аспект можеби е комуникацијската стратегија со која што комуницираме со луѓето, со која што пробуваме да ги вклучиме во акциите. Мора да им објасниме кои се решенијата кои што се нудат, мора да им покажеме дали се тие европски решенија, мора да ги убедиме или да видат тие, оние што решаваат што сакаме да се случи, особено со управувањето со отпадот. Се појавува отпор на различни места кои што сега личи и технички и политички нелогичен, зашто луѓето не би сакале да влезат во европски систем за управување со отпад, но проблемот изгледа не му одговара. Проблем е генерално комуникацијската стратегија, луѓето не се сигурни во што влегуваат, претходните искуства не покажуваат дека се што е ветено и исполнето. Сега треба да ги отвориме картите и да им дадеме на луѓето тие да решат, тие да го видат системот, тие да можат да го поместуваат системот ако има некаков проблем. Министерството за животна средина е битналка во целото. Исклучително. Министерството само кратко веднаш. Министерството за животна средина проектите кои што ги спроведува треба да ги презентира пред граѓаните, јавните расправи да не се одржуваат само во некоја сала, во некоја општина, по кој може да отиде. Тие генерално се отворени на луѓето. Начинот на комуникација во 2025-та не е ист со начинот на комуникација во 1975-та, каде што јавно зборува. Искрено од нашето искуство е скоро слично, да. Не се одговара, не се комуницира со новинарите, не постојат никакви јавни датабази кои што ние може да ги користиме. Пропаднати се еден куп европски проекти кои требаше да унапредат дигитализацијата. Само да ви кажам кратко. И на крај имаме Министерство за рударство, мислам каква е таа животна стратегија за животна средина. Само кратко. Во делот на воздухов, стратегијата е одлична и почнува да се спроведе. Во делот на комуникацијата мора да се подобрат и на тоа се работи начините на кои што Министерството комуницира со јавноста, да ги подобри практиките, да направи и видеа, да направи дигитален начин за брза комуникација, да овозможи транспарентност на сите постапки кои што се случуваат. Да не се случува дека документот е закачен на веб страната, ама не можем да го најдеме. Да, знаете дека темата ми е позната и може многу да дискутираме на истата, но да се надеваме дека ова нема само да остане како идеја, туку вистински ќе се реализира, затоа што како што и Сашка спомена, ние во градот сме влезени со таква идеја дека работата на градот треба да биде честна, транспарентна, луѓето да видат како се работи со градот и да отвориме можност луѓето да дојдат во советот и да зборуваат за своите проблеми, да ги представат и пред советниците, сепак тие се оние кои што ги имаат вистинското право да владеат со градот, да им го дадеме правото да зборуваат на темите, да дебатираат меѓу себе. Сашка Повилет. Да, бидејќи стана вирално на социјалните мрежи, едно соопштение на Зелен Хуман град, ние потоа го проверивме на сајтот на собрание, дека со новиот закон големите загадувачи ќе имаат уште поголеми права да држат одредени информации за своите процеси под деловна класифицирана тајна. Имајќи ги во предвид искуствата на граѓаните и се пошироката поддршка која граѓаните ја даваат против проектите како рудници и слично, каков е вашиот коментар? Каков совет му дадовте на премиерот кога го разгледавте? Две теми има таму. Само ќе надополнам, дали мислите индустријата сега може да гори каков сака отпад и тоа законски да го крие од граѓаните како деловна тајна? Може да имплементира процеси на обработка на што и да работат, нели? И да биде деловна своите процеси и да биде деловна тајна. Даме да одговориме пред македонска тајна. Тоа е директивата пресликана како што е во Европа и на што се однесува. Не се однесува на ова за кој што Зелен Хуман град дава забелешка. Ова се однесува на процесот на создавање на вашиот производ. Во него суровините кои што ги користите, да речеме автомобилска гума произведувате. Суровините за автомобилската гума се дефинирани, но вашиот производ може да има и деловна тајна во однос на конкурентите кои што не сакате да ја пријавите. Тоа е делот за деловна тајна. Добро, може цијанидот во процесот на обработка на руди да биде тајна. Истото е во Европската унија, значи не е Сашка, даме дека тука инспекторите ќе ја вршат својата работа за која што ќе бидат поставени. Сакам уште една работа да кажам што е значајна за овој закон. Законот предвидува дека ќе има 24 часовен 7 дена мониторинг на сите испусти на целата индустрија. Значи се појачува системот за мониторинг и на оџаците и на испустите во вода и дигитално ќе се пренесува кон Министерството и кон јавноста, се надеваме во следна фаза. Значи делот на контролната се зголемува со законот, а во делот на вашиот специфичен производ е пресликана регулативата од Европска унија дека вие на конкуренцијата нема да издадете баш све што правите, туку имате можност да бидете конкурентни пред. Да ја вратиме довербата во институциите и да го вратиме градот на народот, на граѓаните. Така. Но да ја вратиме и забавната нота во нашата утринска, да не се претвориме во само вистина од нашите колеги. Имаме тука едни интересни прашања. Господин Треновски, секако на дамата, Сашка Повилета. Ајде. Многу тешки теми започнавме, па малку да се релаксираме. Ова се најлегитимните избори. Секој го одбира. Даме, зала се остана. Одлично. Најтешкото прашање сигурно за вас. Ете, може да почнеме со Сашка, повели. Добро.
Каква бевте како дете? Па така чудно дете бев. Се дружев со дедо ми, тој ме научи да читам, да пишувам. Од кој мал? Сакав со возрастниот чаир да седам. Тоа што го прекинувам често го спомнам. Тренски да не ми замери и се уште роднините и пријателите на моите родители ми велат дека бев така доседно дете. Сум им доаѓала и сум им велела, сега сакам да ви прочитам песничка, мора да ме слушате. Да, така што поинтровертно дете бев од ова што се чини. Подоцна во оваа професија научив, значи буквално стекнати вештини за комуникација. Скромно дете бев. Ништо значајно, многу Од сакам да вашето читам. мало, кој е најубавиот спомен од чаир, бидејќи ете денес ни е денот на Скопје, сите скопјани, така да кој ви е? Да, чаир е едно исто така од најстарите. Скопски мала. Скопски мала. Ја имав среќата да живеам во една вистина разнолика заедница и тоа ми овозможи да погледнам како живеат другите поинаквите од нас. Така. И на некој начин ме обликуваше како човек на крајот на денот во транзицијата. Македонија веќе 3 транзиции имаше, се задовме прва, втора, трета генерација. Како постојано да сме во транзиција? Да, ние и доминантното, македонците и албанците тогаш беа доминантно население таму. Ги доживувавме истите работи, истите проблеми. На сите ни беше погазено достоинството на истиот начин. Сите бевме и срекни и несрекни, и гладувавме, и преживувавме тешки моменти на истиот начин. И би сакала, не знам, еве, да видам еден град во кој ќе се водиме од потребите на нас, на луѓето кои ни значат сите заедно, и така ќе креираме одредена визија која ќе ни служи на сите нас. Така. Тоа е мојата Поубаво лекција од утре чај. за нас, а не за јас. Да, многу убаво кажано. Господине Трајановски. Мислам дека долго сум во политика, во јавниот живот, за жал. Зошто велите за жал? Па заради тоа што Што така најмногу? до 98 има своја фирма 2 години, ми избрка од работа мене, не знам колку на јавноста. Во 96 заради тоа што се бунтував против приватизацијата. За жал. Бев програмер. Добро, ти си близок до нас, остани добар си многу, разговарај со директорот, ја кога сум се Само престани да зборуваш. Кога сум се соочил со директорот, програмот, актовката со програмите се оставил на маса. Си ода би со здрање. Оди пи кафе, ќе бидеш со него. Не. Благодарам заради тоа што ние сме биле екипа. И така излегов на улица, меѓутоа благодарение на тоа што долго работев со програмирање, активно, значи и дома и на работа, и многу брзо се снајдов. Иначе потекнав од населба Илинда. Најдобрата општина за мене во Македонија. Многу е променета. Да, ние сме многу прогресивни. Во Илинда, заради тоа што го сменив името, уште 76-та, јас бев председател на една подружница од Илинда, се го сакав оној општествениот, социјалниот живот, и тогаш се буневме пред општина Газибова, не сакавме да биде Белимбегова. Тоа беше од Белимбек. Идризово од Идризбек, Кадина од Кадинбек. Со судни маки успеавме 77-8, јас тогаш бев студент во бунтовните години, као подршка на повозрастните, стана на Илинда. Инаку, јас сум без татко растен, од 68 на мои 12 години починува татко ми, остава 5 деца, околу што мајка ми е хигиеничарка во пивара, дополнително примена, кај што работеше татко ми, со дедо ми земјоделец, сите можни земјоделски работи сум ги работел. Од копање, од орање, од вршење, од жнеење, од берење дрва, од се што може да биде, а воедно паралелно и студирав и работев. И една голема разлика од едни работи од земјоделски, а воедно јас станам и програмер. Многу интересно. Меѓутоа, ми остана тоа дека лебо сме го заработувале ние 5 деца. Секоја чест. Значи, во петок сабале влегове во нивата од 8000 квадрати, и јас, брат ми, 3 сестри и дедо ми, и на крајот од неделата ние треба да ја завршиме. Дали било тоа сончуле, дали било пченка, дали било репка или било што. Значи,
ми остана во мојот дух дека мора да работиш, само работиш. Само за илустрација, 7 пати сум го обменувал моето место на живење. Си сам, не сум може да се осмолен. Татко ми не е жив, дедо ми не можеше, мајка ми не може. Се од мене зависело. Дали ќе успеам во животот или нема да успеам. И конечно, сега се скраси во керамидница, од кај што потекнува сопругата. Па од каде ти е жената, таму е потеклото, господине Трајановски? Ете, не можам да се борам против тој, не треба да се бориме, напротив. Треба да се согласиме. Да го слушнеме прашањето. Вашето прашање. Кој што ви се падна прашањето, односно вие си го избравте. Па ви кажав, што е нешто што се уште не го знаете. Тоа што ми го кажавте, па господине Трајановски. Па да тоа одговорив, ја мислам дека. Не, дека ни го слушнаме прашањето, ама супер одлично. Ви благодарам многу што така убаво ни одговоривте на ова прашање. Така да и кога ме избркал од работа, значи тогаш имаше неколку работи кои што често меѓу вака по поинтимните круги го спомнувам. Значи избркан од работа, под каирија, жена бремена, без татко, од село во град дојден пред неколку време и велам морам да успеам. Ако Цезар, кога отишол во англиското тло, ги земал, ги запалил бродовите и рекле војскава, што правиш, како ќе се вратиме, живи или мртви? А господине Трајановски, по оваа приказна, мислам дека сите повеќе ќе ве сакаат од претходно. Во тој случај стилно велам, независно од кај потекнувате, од место на живење, независно од која социјална структура потекнувате, вие можете да бидете и министер, и градоначелник, и било што. Немој да имате комплекс. Верувате во себе, во своите знања, во својата енергија, што ја имате и во тој случај ќе успеете во животот. И мене ми требаше не пол месец дена јас да застанам за носе. Првата фирма што се пријави, програмерска, кога отидов, Трајановски повелете, викам за работа. Да, знаеме за вас, колку барате толку. Повеќе дупло него што имав таму. И 3 дена работам за вас, 2 за мене. Значи, благодарение на трудот што сум го имал, сите ние се бориме за пазарот на трудот. Значи, мораме да се подготвуваме. Сега да бидеме најдобрите. Да бидеме меѓу подобрите кои ќе се појдеш на пазар на трудот врз основа на резултатите што ги имаш, да си најдеш една да речам скромна живееш како нешто друго. Простори на дамите, има прашање. Благодарам многу на одговорот, детално ни одговоривте. Даме, повелете. Мене ми се падна едно исклучително филозофско прашање, добро сте ги смислиле, што најмногу сакаш во животот. Така да имам 10 минути размислувам на темава. Не е тоа тешко, но е филозофско прашање. Јас ќе кажам, или ние инженерите сите сакаме да работиме нешто да создаваме со раце, или па ние што сакаме да создаваме со раце, понатаму избираме некакви инженерски професии во кои што нешто се креира, се создава. Јас сега имам задоволство дека во тоа дали е тоа свирење некакво или е тоа создавање некаков производ или заеднички правење некакви нови вежби, уживам и со сопругата, уживам со децата и тоа дополнително ми го исполнува овој елемент дека кога нешто создавам и го споделуваме со најблиските, тоа е нешто што најмногу сакам, во тоа најмногу уживам во денот. Кога треба да се сетам што ми е најмило, тоа ми се појавува како меморија. И сметам дека треба да создадеме повеќе простори во кои што ќе им дадеме на луѓето на јавни места можност да го прават тоа, да не го прават само во својот двор, да го прават заеднички, да го споделуваат тоа. Ако музицираме, да го вратиме градот на градот. Се наврати сега кога зборува на спомените од детството, спомени од детството најдобри ми се на малските скали свириме со гитари со другарите или играме баскет. Од Дебармало сте потекло, така да Дебармало и Радишани. Се двете мои мала, така што или играње баскет со другарите на отворен терен, па колите чекаат да завршиме со поенот пред да поминат. Значи се знаеш кој владее со просторот, тоа се ранливите групи, децата. Се надевам дека ќе успееме да вратиме некакви такви вредности во пред да се заминат сите од државава, јас се надевам дека ќе го направиме тоа на вистински начин. Да ги задржиме оние што и малку остана, квалитетни луѓе, да го создадат она што треба да го создадат во државата. А кога сме кај квалитет, јас ќе прашам од режија дали ни е видеото пристигнато за господинот Трајановски и кога создаваме, твориме, може да ја направиме државата поубава и подобра за сите нас. Да погледнеме едно видео кое што го имаме од тимот на господина Трајановски. Господине Трајановски, може да коментираме што гледаме на екранот. Ете, на екранот гледаме автопатот Кичево Охрид, делницата. Моментално сме во делница 1-2, кој што почнува од Кичево оди према Врбјани. Така.
Значи гледаме дека левата страна веќе во добар дел е асфалтирана, во десната страна не е, ги гледате оние оние одрони од косините кои што се направени. Ова е таков проект што има многу високи косини кои што се невообичаени за Мислам дека 32 години колку што Македонија е независна, е прашањето кога ќе биде патот Скопје. Видат ли внуците? Многу. Мислам дека ќе биде, значи ова влада и ние кои што сме дел од ова влада, навистина имаме сериозен пристап, да речам, не реков другите немале сериозен, тук ние имаме многу поплански. Гледате дека сега работи моментално, можам да кажам дека веќе изнајдовме решение за изнајдоа стручните луѓе од граѓанен факултет, од консултантите. Кој беше најголемиот проблем? Експроприацијата. Значи што е она што не кочи толку години да не постои? Има проблеми кои што се процедурални, а тоа е експроприацијата. Не е тоа филозофија, меѓутоа експроприацијата е долгорочна и многу обимна е таа работа и успеавме и неа. Ова збориме за Кичев окрет. Немаше толкова, меѓутоа имаше од Клемештани до Охрид исто така на пристапните патишта. Експроприацијата беше едноцифрена, да речеме, многу близко до испод 20%. Успеавме тоа да го направиме и веќе гледате Клемештани Охрид во најголем дел е пуштена како автопатско решение. Се надеваме дека до нова година, доколку дозволат условите... Имаме уште еден месец и... Да, доколку дозволат условите, да тоа го направиме навистина автопатско во целиот дел и оној прекен кај што го имаме, тоа е кај Требеништа и делот кај што во другиот дел кај што е Мак Петров и Подмоле. Оно што го гледавме на видеото, значи тоа сакам да кажам дека конечно се успеа да се изнајде решение, предлог и кој што се беше прифатен и од изведувачот, проектантите, надзорот како граѓанен факултет, консултантите, да се прави санација или стабилизацијата на косините со галерии. Тоа ќе бидат меѓу првите решенија, мислам дека не сум доволно информиран во таа област, меѓутоа мислам дека меѓу првите решенија и бидејќи долго време тие косини биле оставени на забот на времето и многу ќе бидат проблематични, заради тоа што во технологијата на градењето на ваквите патишта, кога веќе ќе се дојде до нивото да се прави патот, во тој случај веднаш се прави со почетна стабилизација на тие косини. Можам да кажам дека веќе, до вчерашниот ден, преку 40.000 дрвца, значи црн бор е посаден на овие косини. Тоа требало веднаш да се направи, меѓутоа, јас веќе и примав специјално луѓе кои што се по таа област, кои така да тие дрвцата професионални компании, за разлика од денот на дрвото, кај што дрвцата беа од македонски шуми, не беа саксиски, кои што нема свој корен и беа ниски, кој тревата следната година ги поклопуваше, овие ќе бидат, мислам дека ќе бидат, гарантира дека 80% ќе бидат фатени. Целата доверба и целата надежда во вас и во она што го правите во институцијата? Не сум само јас сум само еден крајниот дел од владата. Значи, тука над мене сигурно е ресорното министерството, министерот Александар Николовски, министерот транспорт и врски. Тука е премиерот кој што секојдневно, да речам буквално секојдневно се интересира за напредокот кој што ги имаме и за предизвиците со кои се соочуваме и можностите кои што може премиерот преку институциите во владата лично да помогне во изнаоѓање на решенија за тие предизвици со кои што се соочуваме. Така. Тука сме да го следиме се она што го правите и не секојдневно работите. Даме кратко мисла за крај и за новата надеж и новиот бранд во град Скопје што ја имаме. Јас се надевам дека ќе се ваше посакување дека младите ќе ги задржиме тука, ќе најдеме вистински начини да им го исполниме времето или да им овозможиме тука да создаваат. Во план е да создадеме еден добар скопски иновацијски центар по примерот на Загребскиот иновацијски центар кој што е пример за со малку пари постигнување добар успех кај младите и добро вмрежување во европските иновацијски центри, поврзување со универзитетите и наоѓање финансии за нивните проекти да се мултиплицираат или да најдат добар зародиш. Треба да им дадеме шанса на младите и да сгрешат во својот град. Тука е несигурно место кај што може да сгрешат, па повторно да пробаат. Учењето најлесно доаѓа низ грешки, да инвестираме во нив
И како што зборевме на почетокот, не само да ги известуваме или да комуницираме со нив, да им дадеме место на масата, тие да зборуваат, ние да слушаме, тие да решаваат за работите, а ние од тоа искуство да пробаме да им помогнеме како тие да го водат нашиот град за нас. Сашка? Дама за крај. Завршни зборови. Па јас и покрај сиот критицизам кој може би го представувам, останувам оптимист. Ако овие граѓани што живеат во Македонија, македонци, албанци, турци, сите заедно, успеале во далеко потешки услови, повоени услови, да ја градат својата држава, мислам дека можеме да најдеме сили да го направиме тоа пак. Нема мојата надеж да ја врзам конкретно за одреден тајминг, бидејќи искрено верувам дека без консолидација на сите политичкиот и граѓанскиот сектор и утврдување на заедничка визија и заеднички вредности, кои сме ние денес, кои се нашите вредности, нема да ги задржиме младите и нема да никне ни градот ни земјата, ама некако нешто во мене кажува дека треба да останеме оптимисти, тоа е најважно. Така. Благодарам, Сашка, ви благодарам на одвоеното време. Се убава мисла да го завршиме и денот. Скопје ни е убав и ќе остане убав ако заедно можеме и сакаме да го направиме. И ќе биде. Ви благодарам, господине Трајановски. Останете и натаму на Канал 5.